Дека билките се уште изборот за лек број 1 кај граѓаните докажуваат билкарските тезги кои се редовни секој пазарен четврток, а несомнено собираат голем број купувачи. Нудат од чаеви до разни билки и природни лекови, мајчина душица, невен, кантарион, пелин и сите тие по пристапна цена за сечи буџет. Билкарите велат дека интензитетот на потрошувачка воопшто не се променил цела сезона и дека секој четврток изложеното се продава до последно, а граѓаните се враќаат по уште, со далеку подобро здравје од претходно. За лековитоста на билките истакнуваат. За кашлица земат, за лекување. Кои се за кашлица? Кои билки вие денеска овде ги имате? Мајчина душица, кантерион имаме, подабиче бело, ово го кажа, зајачки трза, машето го користели, да не дојде, ама те доаѓа некои. Купуваат ли граѓаните билки? Покупуваат. Сега више е топло, а цела зима купуваат. И ние се го користиме, пиеме си го чајо. Мајчината душица секој ден си пиеме и без шкера пиеме. Жалфијата зимат ја прво за чај, второ се става у ракија, па стоја 40 дена, а може да стоја и 10 дена, па од тоа се пие, стават ја и за и улишчиња, со улишчиња се става за тоа. Тоа лековито е. А исто и пелино е лековите, сега баш еден човек, он за на жачката кој има камен. Помага на жачката пелино. Али тоа е многу мала количина да се од него употреби. И па слушај, зимат народ. Некои зима зимат овака мала количина, али важно сакам да кажам дека е на луѓето се благодарни од тоа. Бути лековито е. Оно и бил и што ја продават апчињата и тие се од овие трави се. Додаваат дека како што се приближува пролетниот период, така се зголемува бројот на стари, млади и деца кои се жалат и на проблемите со алергиите. Наместо да се користат разни антибиотици, тие ги препорачуваат билките, затоа што ќе ви помогнат многу полесно да се справите со пролетните алергии. Меѓу другите, како антиалергенсни, ги препорачуваат камилицата, нането, копривата, ѓумбирот и мајчината душица. Сите нив можете да ги најдете на тезгите секој четврток на Кочански.